Добро вечер, Куманово. Добро вечер, граѓани на Куманово, дами и господа, другари и другирки, браќа и сестри. Сите ние денеска сме тука да одадеме почит на ова слободарско, правно, правишно и демократско Куманово. За разлика од моите предходници кои зборуваат за демократијата, за се оно што се случи овие денови. Јас сакам ова вечер да зборувам за Куманово и од ова место ќе дам неколку историски факти да се подсетиме, да знае владата со кој град ќе се соочува во наредниот период. Нема да зборувам за историја од антика, за античка историја, за некоја далечна историја. Ќе зборувам за историја во последните 100 години. Тука, на овој терен, се случува многу работи каде граѓаните на овој регион, на град Куманово, со својот слободарски дух. А знаете дека слободата е основно човечко право и основен столб на демократијата. Се бореле во многу војни, биле правишни, биле неправишни, секогаш го истакнувале својот слободарски дух. Пред 100 години точно на овој регион, на овој терен, Кумановската битка, иако била окупаторска, иако не била позитивна за Република Македонија, учествувале мои предци, мои кумановци и го ослободиле Република Македонија од 5-вековното робство од османиите, од Турската империја и дала шанса на новите генерации да се борат за националниот сон, националното ослободување на Република Македонија. На 11 октомври овие граѓани тука први го запалија факелот на слободата и го разгореа. У тој период Куманово се супростави на неголемото зло на човештвото, тоа е фашизмот. Меѓутоа воедно и отпушта својата борба за национално ослободување. Куманово даде 1800 жртви од фашистичкиот терор и од народно-ослободителната борба. Даде 8 народни херои и не случајно, почитувани граѓани. Токму на овој терен, на 2 август, се оснива Република Македонија, првата независна, вечниот сон на сите македонци. Тоа е слободарско Куманово, тоа е слободата, тоа е чувството за демократичноста. Сите луѓе се бореа и во време на комунизмот и на една друго општество кое беше у тоа време, беше такво како што беше. Во 90-ти години, токму на овој терен, кога СКМ, ПДП претече на СДСМ, се кршија визиите каде ќе оди партијата СКМ, токму во Куманово се случува најголемите спорови. Тука сведок и почитуван председател, кога го земаме курсот за Македонија, за независна, самостојна и демократска држава. Сега демократијата ја немаме. После 20 години формирање на држава. Мои кумановци, затоа денеска излеговте во овој огромен број, да ја покажеме нашиот смисол, нашата желба и борба за слобода и демократија во оваа држава. Сакам да потенцирам и од ова место да искажам, зборувам за мојот град, за Куманово. Куманово е тоа што е во Македонија и ова се непобитни факти. Меѓутоа, овој период гледаме разни, мене ми е жал што тука не е видео, би имал да ги видиме снимките од она што се случуваше тој црт понеделник. Меѓутоа, сакам да упатам неколку пораки на моите мои друже седасадумски. Има луѓе кои од некои нивни причини, предпоставам лични, излегоа и ги подржуваат тие во овој момент што ги гледаме на сликите. Тој режим не е режим, тој е диктаторски, аутократски режим, кој успеа на новинарите, на петиниците да го суспендира уставот, да ја суспендира демократијата и се она што беше свето што го градевме во овие 20 години. Повеќе партии, повеќе влади, повеќе политички лика во оваа држава и се за 10-15 дена ради нивни лични интереси, ради буџет и она што ќе задолжување и пари во джебовите. Мои кумановци, тоа нема да го дозволите. Ќе се бориме заедно, ќе застанеме силно на отпорот, ќе влеземе во една завршна борба за слобода, демократија, просперитет. Да живее Македонија, да живее Куманово, да сте живи и здрави!